Скендер Реджепи Зејт од коалицијата на ДУИ реши да нема комисиска расправа во собранието по сомнежите дека со години незаконски следени и преслушувани биле во прв ред лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, луѓе од неговата партија, поранешен министер, но и новинари, обвинители и други јавни личности. Од владеачката партија повикуваат кога било во текот на денот да се свика комисиската расправа и да се заврши техничката работа која го кочи процесот, па членовите на комисијата во вторник да влезат во Агенцијата за национална безбедност и да ги проверат сомнежите кои се појавија во јавноста. Она кое што е императив, наш императив, е на 9 во 9 часот наутро комисијата за надзор да биде во АНБ. Значи, првиот работен ден од денес, тоа е 9 во 9 часот наутро комисијата да биде во АНБ со цел да се запознае со сите списи и сите документи за оно што се случувало. Се друго, освен тоа, е изигрување на војата на граѓаните и на јавниот интерес. Со комисијата не може да председава нејзиниот председател Скендер Реджепи Зејт, бидејќи нема добиено безбедносен сертификат за пристап до информации, дека треба што побрзо да се влезе во просториите на Агенцијата за национална безбедност, согласна и претедничката на СДСМ Славјанка Петровска. Таа треба да ја води комисиската расправа на местото на Реджепи, бидејќи поседува безбедносен сертификат. Дали тоа ќе биде денеска во 2, во 3, односно 14, 15, 17 или 22 часот навечер, апсолутно немам никаков проблем за тоа, затоа што, како што и вчера кажав во мојата изјава, и мене лично како пратеничка и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ние од интерес надзорот да се спроведе и граѓаните, што е најважно од се и вие како јавност, да бидете информирани за тоа што се наудите и информациите до кои сме дошле при тој надзор. Скендер Реджепи Зејт пак вели дека седницата не била одложена, туку поништена, бидејќи собранискиот спикер Африм Гаши ја свикал прекршувајќи го деловникот, иако истата била одржана, ке требало кривично да одговара. Деловникот е јасен. Согласно член 126 од деловникот, јас свикувам седница по барање од 1/3 на членовите на комисијата или по барање на председателот на комисијата. До мене, ни до вчера, ни до денеска не е стигнато такво барање, ниту од комисијата, ниту од председателот на собранието, затоа денешната седница не беше одложена, беше поништена. Од обвинителството претходно соопштија дека веднаш по примените известувања од АНБ бил отворен предмет за овој случај, но повеќе детали не можеле да откриваат поради сензитивност и тајност на документите. Инаку сегашното раководство на Агенцијата за национална безбедност по внатрешната контрола уште пред еден месец испратила до обвинителите 3 известувања дека претходниците во агенцијата наместо да ловат терористи и да спречуваат останати закани по безбедноста, отворале предмети за незаконско следење на луѓе.